Гостин во Република ТВ е Нермин Теловска, дефектолог, логопед. Разговараме за говорот. Добар ден. Добар ден на вас. Кога е вистинско време родителот да го однесе своето дете на логопед? Секое отстапување од некоја просечна рамка на појавување на говор може да представува причина за родителот да се посоветува со логопедот. Така, од раѓањето во доенечкиот период, значи уште во првата половина на првата година, детето преку плач и вокализација, понатаму продукција на други гласови во вид на брборење и гугање, значи го започнува тој ран говорен развој. Понатаму, значи ако има такво едно отстапување, значи на продукција на гласови, ако до третиот месец доенчето не погледнува во очи, нема реакција на звукови, ако сето тоа значи отстапува од тој еден нормален или просечен развој, тогаш тоа може да биде причина дека се работи за доцнење на говорен развој. Исто така, ако има една хипотонија околу устата, на усните и јазикот, има проблеми со цицањето и со голтањето, исто така и тоа може да биде знак. Понатаму, во просек децата би требало околу помеѓу 9-тиот и 15-тиот месец да го кажат и првиот збор со значење. Значи, ако не се појави првиот збор со значење, иако тоа е доста вака индивидуално, би требало до 18-тиот месец да детето разбира најмалку неколку говорни налози. Понатаму, ако не се развие говорот до втората година, ако дете на 2,5 годишна возраст не се изразува со проста реченица, ако на 3 годишна возраст говорот е тотално неразбирлив, или ако почне да пелтечи, значи да повторува одредени гласови, да ги пролонгира или ради спазам да не може да го каже зборот, тоа се причини кога родителот треба да закаже преглед кај логопедот. Колку е важна улогата на родителите во терапијата кај логопедот? Секако најважна. Прво затоа што родителите се тие кои што најмногу време поминуваат со своето дете и не само во тек на терапијата и за третманот, туку улогата на родителот како значи една кој што ја создава основата за развој на комуникативните вештини и способности кај детето и за развој на говорот. Уште првата интеракција која што е синхронизирана мајка-дете представува основа за развој на говор. Значи прво се развива и невербална. Мајката може многу да влијае со нејзиниот поглед, со нежно галење, со нежниот глас. Нема подобар мотив за говор кај детето во првите обиди кога тоа прави обиди за имитација на говор од насмевката на мајката. Освен проблеми со изговарање на одредени букви, постојат и проблеми со пелтечењето. Дали се лекува пелтечењето? За пелтечењето може многу да се направи. Може многу да се направи, инаку инциденцата се движи од 4 до 5% во некоја рана детска возраст кога се појавува пелтечењето, тоа е меѓу 2,5 и 3,5 годишна возраст. Понатаму 2 до 4% кај предшколските деца и 1% кај возрастните лица. Тоа говори дека без разлика каде значи живеат тие и без разлика низ кој тераписки метод поминале или модел, сепак 1% возрастни останува пелтечењето, а зошто е тоа така се направени многу обиди да се разоткрие, многу истражувања во светот. Има докази дека поврзаност на пелтечењето со анатомски и физиолошки структури, некои суптилни промени во мозокот. Понатаму поврзаност со неуротрансмитери, како што се допаминот и серотонинот. Исто така генетската основа за пелтечење, а во поново време се актуелни истражувањата на темпераментот, поготово зголемена една негативна афективност кај овие лица. Што може да се направи? Може многу да се направи. Значи голема помош има од логопедскиот третман. Во предшколската возраст најчесто се препорачува индиректниот третман, тоа значи советување на родителите, охрабрување, поддршка, да се научат како да реагираат, како да се справат со тој проблем, како да реагираат при моментите на пелтечење. Понатаму за повозрастни, за деца, младенци и возрастни се препорачува. Има два вака големи методи главни кои што најчесто се комбинираат со други методи и техники, тоа се обликување на течноста на говорот,
значи со еден поуспорен говор и модификација на пелтечењето, што значи модификација на самите моменти на пелтечење, кое што се комбинира со една емоционална и когнитивна реконструкција на личност. А ако станува збор за покомплексен случај, дали е потребен цел тим да учествува во лекувањето? Точно така. Тимот е потребен секако, како пример кај фонолошко-артикулативните нарушувања на говорот, аудиометристот мора да го провери слухот, орало-специјалистот да провери дали постои некое заболување или аномалија на слушниот систем, ортодонтот да направи ортодонтски преглед. Понатаму кај деца, например, кај дечиња од церебрална парализа, сигурно дека нив ќе ги води детскиот невролог, физијатарот ќе одредува физикална терапија, дефектологот ќе го проценува и ќе го следи, ќе го стимулира психомоторниот развој на детето. Клиничкиот психолог има за задача да ги проценува психичките функции како внимание, мислење, перцепција, помнење. Така да секогаш е потребен тим, дали за да се исклучи одредена состојба или во третманот. Какви техники може да се практицираат во терапијата за лекување на пелтечење? Кога се зборува за техники во терапијата за пелтечење, основна техника е мекиот говор. Тоа е еден говор со подотворени артикулатори и со еден менаџмент на воздушната струја, за да се намали ризикот од појавување на пелтечењето. Понатаму техники на релаксација, за ослободување од стрес, техники за дишење, бидејќи како секундарна последица на пелтечењето многу често може да се појави таа несинхронизација помеѓу дишење и говор, и техники за позитивно размислување, позитивни афирмации, визуализација, бидејќи ако ни е важно здравјето на детето и на возрастниот, значи на лицето кое е дошло за помош кај нас, не можеме да го гледаме само низ призма на говорен апарат или низ призма на тоа како ги изговара гласовите или како зборува. Пред нас стои една личност комплетна. Во последно време доста се зборува за таа четврта димензија, спиритуално здравје, бидејќи здравјето не представува само отсуство на болест, туку и комплетно физичко, ментално, социјално или социјална благосостојба, и сега четвртата димензија, спиритуално здравје, кое што представува една емоционална рамнотежа, една исполнетост, животна радост. За ова зборуваше во својата статија професорот доктор Дончо Донев во Vox Medici минатата година. Значи, тоа е чувство на исполнетост, радост, позитивна енергија, чувство за хуманост и помош за другите луѓе. Така да мислам дека таа димензија е многу важна, бидејќи знаете како кај пелтечењето и кај други хронични состојби има нарушување на квалитет на живење. И во логопедијата има инструменти за мерење преку мерење на ставови кај пациентот да се измери колку е нарушен квалитетот на живење. Се почесто се случува во секојдневието да слушаме како децата говорат на друг јазик, а не на мајчиниот. Во нашиот случај најчесто е тоа на англиски јазик. Зошто е тоа така? Тоа не е чудно. Проговоруваат тоа не е чудно ако се земе во обзир дека децата учат англиски конкретно од игрици, од цртани филмови, од песни. Тоа е еден начин на учење на јазик во една стимулативна атмосфера, преку забава, динамика, убаво доживување, убави чувства, и ова сознание треба да се земе во обзир кога се учи и мајчиниот јазик. Ако до неодамна се сметаше дека треба најпрво да се научи добро да се совлада мајчиниот јазик, денешните светски експерти уверуваат дека критичен период за учење на странски јазици е пред четвртата година, и ова треба да се искористи и да се почне порано со учење на странски јазик. Има истражувања, бидејќи знаеме дека уште во 23-та гестацијска недела доаѓа до формирање на слушниот апарат, кој што во 28-та недела веќе е комплетно оформен, и има докази за тоа дека фетусот го распознава гласот на мајката. Сега светските експерти велат дека дури разликува различни јазици плодот преку своите реакции. Така да може да се учат странски јазици во тој период. Значи не е алармантна состојбата? Јас не гледам така на ова. Затоа што постои одреден круг кој сметаат дека
тоа интензивното користење на англискиот јазик практично го потиснува мајчиниот јазик во говорењето. Не мислам Зборуваме така, само мислам за- дека треба да се искористи начинот како детето го добива англискиот да се искористи во мајчиниот јазик. Да биде тоа на еден позабавен начин, преку игра, кај што има динамика, уживање, задоволство. Дали уметноста може да го стимулира говорот? Уметноста, значи активностите уметнички ја стимулираат и активираат десната мозочна хемисфера. Секој вид на учење кај човекот е поуспешен ако двете мозочни хемисфери се активни. Јас пишува во статијата за цртањето и пелтечењето како начин и можност за изразување на внатрешните чувства. Од друга страна, за Моцарт ефектот од 93-та и наваму и ден денеска има доста дебати околу тоа, но сигурно е дека и деца и возрастни после слушање на класична музика решаваат подобро просторни задачи кај што е потребна просторна организација и просторно резонирање. Од друга страна, музиката сама по себе нели носи една релаксирачка атмосфера, убаво доживување, значи се буди десната мозочна хемисфера е хемисфера на функцијата на емоции. Според мене човек треба да слуша музика во која што ужива. Значи ако ништо друго ќе донесе до релаксација, бидејќи ова претходно ви кажав дека кај пелтечењето како еден хроничен проблем доаѓа до нарушување на квалитет на живот и доаѓа до појава на негативни емоции. Па на овој начин некако човек може да се ослободи од тој стрес и од тие негативни емоции, да влијае да ги колку што може да ги намали. Благодарам за гостувањето. Благодарам.